Ке се случи ли нешто во државава, а политиката во него да не види простор за нешто да ќари. Колку и докаде се отидени работите отсликува денешниот протест на семејствата на настраданите во трагедијата во дискотеката Пулс во Кочани, кои во очај, револт, бес и тага дојдоа во Скопје за да побараат одговори од институциите, но и одговорност за сите инволвирани во трагедијата. Почна од предобвинителството, а се собра и пред собранието. До нив таму се појавија пратеници од Левица, а и од СДСМ кои беа исвиркани. Директно за се она што се случува денеска пред собранието, а претходно и пред обвинителството, од колешката Викторија Миткова, која ја вклучуваме во живо од пред собранието. Вики, каква е атмосферата? Коки семејствата на загинатите во пожарот во Кочанската дискотека Пулс од пред собранието пред околу 10 минути се упатија кон Министерството за внатрешни работи, каде ќе ги прими на средба министерот за внатрешни работи Панче Тошковски. Тие првично протестот, односно маршот на ангелите, како што го нарекоа семејствата, го започнаа пред обвинителството со транспаренти прошка нема, правда мора да има за жртвите, нема да има толку крв ако се е по закон. Преку плоштадот Македонија стигнаа тука пред собранието. Бараат одговорност од сите засегнати институции што дозволиле дискотеката во Кочани да работи толку долг временски период, повеќе од една деценија, без да исполнува никакви услови и стандарди за функционирање. Тие исто така со фотографиите на нивните деца, како пред обвинителството, така и пред собранието, побараа сите кои биле директно или индиректно учествувале придонеле да се случи таква голема трагедија, да сносат одговорност. Еве дел од нивните пораки. Во името на корупцијата, на митото, на парата, нашите деца настраја пуни енергија. Кој мислил што ги очекува? Какви лиценци, какви дозволи, какви прегледи е правено? Кој е тоа водил математика? Само пари, 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 ништо друго. Што настан имаше тој ден во саботата во 12 часот и 5 минути, кога мајките на најголемиот дожд, кога и небото плачеше со нас, излегоа со чадори да си ја кажат болката која што им тлее. Кај бевте тогаш дел од медиумите? Значи ние граѓаните и купивме фотелите и ги плаќаме со илјадници евра месечно. Илјадници евра месечно ги плаќаме. Дали тие направија ревизија претходно нивните претходници што работеле? А? Дали, еве вие сте новинари, најдобро знаете. Дали е направено некаква ревизија? Дали некој е затворен? Дали Зоран Заев, најголемиот криминалец и најголемиот предал на овој народ е затворен? Дел од претениците на претеничките групи на СДСМ и Левица излегоа да се сретнат тука со фамилиите на жртвите. Беа исвиркани од страна на собраните млади луѓе и фамилиите на жртвите. Не сака, како што посочија дел од нив, не сака да се даде политички акцент на целиот марш кој што го направија за нивните најблиски кои што загина во пожарот во Кочанската дискотека. Да ја погледнеме атмосферата. Што и ви се преклучува? Нема опција да се зима политичка димензија, да посочувате Маршот на ангелите, како што го нарекоа семејствата, започна, како што напоменав, пред обвинителството. Таму вратата им ја отвори јавниот обвинител, републичкиот јавен обвинител Лупчо Коцевски. Дел од
семејствата и најблиските влегоа на средба со обвинителот, кој ги запознал со тоа како тече истрагата и што досега е соберено како доказ, и од јавното обвинителство пред малку испратија соопштение во која вела дека јавниот обвинител и тимот обвинители постапуваат во предметот за пожарот во Кочанската дискотека и денеска се сретнаа со семејствата на жртвите и ги информираа за досегашниот тек на истражната постапка. Одговарајќи на сите поставени прашања и дилеми на блиските на починатите, обвинителите ги уверија дека истрагата е сеопфатна и се земаат предвид сите аспекти на евентуално одговорност за трагичниот настан. На семејствата им беше најавена и динамиката на престојните распити на оштетените како следна фаза од процесот, а во исто време велат дека во насока на прибирање на сите докази и целосно испитување на настанот, јавното обвинителство упатува отворен повик сите кои имаат било какви сознанија за пожарот во Кочанската дискотека, како и за функционирањето на ПУС изминативе години, да ги достави до обвинителството, а обвинителите сето тоа ќе го вметнат во истрагата која што веќе е отворена, има опфатено над 50 лица, односно осомничени. Како што напоменав на самиот почеток, маршот од пред собранието продолжи кон Министерството за внатрешни работи, каде што практично во овој момент семејствата на жртвите ќе се сретнат со министерот за внатрешни работи Панче Тушковски, а деталите од таму ги најавувам за централните вести. Коки? Да благодарам Викторија Миткова за протестот, за маршот на семејствата на настраданите во трагедијата во Кочани.